Како човек кој доаѓа од фелата, чувствувам професионална должност да го искоментирам законот. Се согласувам со дел од критиките, со дел не се согласувам. Сметам дека погрешно целиме кон тоа да искорениме корупцијата во судството, со тоа што ќе донесеме нов закон, кој во суштина, ако го погледнете, и не е нов, затоа што е само 1/3 промена на она што досегашниот закон беше, и од тука квалификативот на козметички измени му доликува на овој закон, затоа што измените не се суштински и не се радикални, какви што во суштина нас ни требаат за да го подобриме судството. Или, како што велеше често на предавањето почитуваната професорка, која што го спомна патем и овој закон во годинешното обраќање, правен илузионизам е да сметаме дека ние со промена на законот ќе промениме и перцепцијата за судството и корупцијата во судството. Впрочем, еден умен римјанин кажал: "Коруптисима республика плуримае легес." Не знаете ли колку корупција има во државата? Преброите и ги законите. Колку повеќе закони, толку повеќе корупција. Ние имаме 800 закони кои што се позитивно правни, влезени во сила, каша попара, немаме ниту, не знаеме кои важат, кои не важат. Самите суди не знаат кои важат, кои не важат. Јас имав лично таков пример каде што судика на управен суд цитира укината одредба пред неколку години. Така што имаме една каша попара во правосудството и сега нас ни дојде да менуваме еден ваков закон во ред. Јас се согласувам дека треба да се промени, но има една кинеска поговорка која вели: ако 2 риби ви умрат, тогаш е до рибите. Ама ако 200 риби ви умрат, тогаш е до водата, не е до рибите. Сега ние сакаме да ја смениме водата, ама ја менуваме само 1/3. Пак е загадена водата, дали ме разбирате? Нема радикални резови какви што нас како држава која е заглибена во византиска корупција, ова е ендемска форма која е нечуена, ја менуваме со козметички измени на закон и затоа ги нема. Ова е како човек болен во терминална фаза на умирање, вие да му дадете некоја вакцина која што се дава претходно, пред да се разболи. Значи, овде треба радикални резови. Еве што јас му замерувам на овој закон. Прво, го нема најбитниот критериум за кој што ние кршиме копија со децении во држава. Патем речено, овие закони не ги пишуваат истите метузалеми професори од правен факултет. Сите реформи, и успешни и неуспешни, ги пишуваат истите професори, да биде познато за јавност. Да не ги именувам, си се знаа. Значи, го нема изборот на најдобриот како судија. Значи, имате број на гласови кои субсумираат број на бодови. Не. Ако сакаме објективни критериуми, има да воведеме првиот од ранг листата да мора да биде избран, да не зависи од волјата на овие во Советот. Инаку и самиот назив, одвратно стерилен, некреативен и недистинктивен. Судски совет, па знаете нели вие сте правник, па секој совет е судски совет. И оно што не суди нас на судење се вика судски совет. И тој на апелација се вика судски совет, и овој се вика судски совет. Значи, подобре да го вратиме оној републички судски совет, или има различни, има виш судски колегиум, дава некој пиетет дава, не знам, или совет на правдата, или совет на тогите, некој символизам да воведем. Ова е стерилен, никаков, судски совет. Следно, мандатот. Мандатот, според мене, треба да биде од 6 на 5 години да се скрати, и правото на реизбор треба да се воведе со една римска измислица, а тоа е период на чекање. За да немате и акумулација на функции, од еден до друг мандат треба да имате период на чекање од 3-4 години, каде што не можете веднаш да бидете реизбор. Зошто ние не си дозволиме малце креативност во ваквите судски реформи? Да земеме институти кои важеле, кои биле применувани, кои се уште важат во некои држави, туку слепо се држиме до една, би ја нарекол, австријска стерилна некоја школа правна, која што не дава резултат. Еве, гледаме од 2014 со устав изменивме, никако да му тргне на судството. Следното е укинување на неодговорноста на судиите. Никаде ја нема. Па ако треба и устав, треба да смениме за тоа. Не може судија, не може лекар да одговара за лекарска грешка, а судија да не одговара за незаконска примена на правото. Или изворите на правото. Зошто не ги дискутираме како суштински? Ја немаме правичноста како извор на правото, која била извор на правото од антика до денеска. Го немаме
судските пресадани на Европски суд за човекови права, некои судии не знаат да ги прочитаат. Зошто не ги ставиме тие да бидат извори на правото? Или зошто не размислуваме на големо? Зошто не размислуваме да го укинеме трајниот мандат на судиите? Тоа е англиска, англосаксонска школа, измислица на парламентаризмот, кој во наши прилики се покажа катастрофален. Треба да го вратиме првичниот југословенски модел, кој делумно е останат во уставното судство, а тоа е 9 години, фајронт, толку. Само нагоре можеш да идеш, у апелација или у врховен. Толку, 9 години судиш, идеш нагоре, ако те бива, ако не те бива, иди адвокат, иди нотар, иди биди што сакаш. Следно, слободно судиско уверување, ужасен концепт, стимул на корупција. И затоа византиците се обидувале со правни измислици да го тоа надополнат некако, за да слободното судиско верување е системска корупција. Па не знам дали знаете, јас сум бил сведок како тогашен асистент кога го фати еден судија со 2 пресуди искуцани. Едната одбивателна, другата усвојувачка. И сега кој ќе даде повеќе пари, таа ќе ја пушти. Па зашто ќе ја пушти? Па ќе ја пушти од има слободно судиско верување. Тоа е примусот. Он така мисли, така ќе направи. Како ме така ми? Ами закониве ние зашто ги носиме тука? Ме сваѓате? Значи има доказни средства, треба да се утврдат теории по кои што тие ќе судат, по кои што ќе одмеруваат казни и слично. Следно, кај разрешувањето на судијата, имам чувство дека да избереме судија е многу лесно, ама да разрешиме е ѓаволски тешко. Зошто не ставиме одредба екс леге престанок на мандат на судија? Е најобјективен критериум, без оглед дали од тефтерчето на гордето или на СДС тефтерчето. Изгубил спор пред Европски суд за човекови права, одма другиот ден му се зема мандатот. Друже, не те бива тебе, не знаеш да логицираш правно, не знаеш да следиш јудикатура и слично. Си одиш, без оглед дали е од едното тефтерче или од другото. Или ти застареле 3 предмети, си одиш. Значи, објективни критериуми ни требаат, а не бројот на гласови, секогаш да го субсумира бројот на бодови. Или антинепотистички клаузули. Немаме во законот, немаме како правосудство немаме. Значи, не може мајката е судика, синот е адвокат, ќерката е во обвинителство, мажот е нотар, зетот е извршител. До кога така? Еден град е опседнат од вакви кланови фамилијарни. Барем на ниво на апелационо подрачје имаме правна можност како држава да го решиме, а да не биде дискриминација. Нели, секогаш викаат, ама децава на судиите сега ние ќе ги дискриминираме. Не бе, не. Супер, детето на судија нема да биде адвокат во истото апелационо подрачје на неговата мајка. Многу елегантно можеме тоа да го решиме, но не сакаме, немаме политичка волја тоа да го направиме. Следно се критериумите. Значи, ние имаме ужасен концепт на академии. Ако вие обучите обвинител и судија во иста академија, со сета одговорност како професор по право, ви тврдам дека вас ќе ви треба Господ за да ве одбрани. И затоа ние имаме поефикасно судство дури од Белорусија. 95-98% од обвиненијата поминуваат на суд. Ако обвинител ти пише обвинение, рачуне дека ти си осуден. Ме разбирате кој тој? Дури ни физички не ги одделуваме обвинителите, кои патем речено се дел од извршната, а не од судската власт, тие се само странка во постапката, така ги учиме студентите, од судиите кои што треба да пресудат. Добре е што сега барем физички ги одделивме овдека во обвинителство, во другите градови се уште во судство. Знаете, нели? Они заедно пијат кафе, обвинител и судија, и после тој него треба да му го земе обвинението и да му рече, а не ти чини обвинение. Мислам, се правиме при очи слепи. Следно, треба да се воведе председателот на суд да биде само менаџер, да нема доминус позиција во судството, затоа што сите тие меѓу себе си исти. Сите 400, колку имавме 650, па се намалува, сите си исти. Следно, немаме база централна на судски одлуки, немаме пристап до елементарни бази на податоци и зборувам за државна претплата, каде што судиите ќе можат да си минјаат пресуди без пари. Следно, немаме CV на судиите. Не знаеме што бираме. Одете на сајт на судија, нема ни слика, ни тон, ништо нема. А може да ве осуди доживотна казна затвор. Дигитализација на предметите ни е насушно потребна, за да можете електронски да си го видите предметот. И ајде да зборуваме за платите на судските службеници. Ајде на судиите некако се достигна. Судските службеници имаат ужасни плати, ужасно мали плати.